Почитувани граѓани, со постапките за избор на македонски амбасадори, владата на ДУИ и СДСМ го нагризува меѓународниот имидж на Македонија. Со оваа тајна и штетна игра на Бујар Османи се уништуваат сите меѓународни позиции на државата. Од доаѓањето на власт, дипломатските представништва или се оставаат празни со години, или на позиции амбасадор или конзул се поставуваат контроверзни лица, лица со проблематично минато, комплетно несоодветни кадри или синови и ќерки на провладени аналитичари. Прво, власта со сила го турка назначувањето на еден од најконтроверзните ликови во македонската политика. Љубомир Фрчковски е човек на кој владата на САД му го одби назначувањето како амбасадор во Вашингтон, а сега упорно се предлага за амбасадор во Организацијата на Обединетите нации во Њујорк. Човек кој не добил дозвола да биде амбасадор од земјата домакин, сепак се испраќа за амбасадор во истата држава. Се работи за посрамување на нашиот стратешки пријател, а истовремено и на државата. Затоа ни малку не сме зачудени од вчерашните најави за непримерни дипломатски игри на Министерството за надворешни работи. Иако Законот за надворешни работи во членот 49 бара лицата кои се назначени за амбасадори надвор од структурата на МНР да бидат афирмирани личности во областа на надворешната политика и меѓународните односи. Сепак постојат најави дека се испраќаат лица со комплетно несоодветни биографии. Прашуваме како е можно меѓународно афирмирана и дали е меѓународно афирмирана 28 годишната презентерка од телевизија и дека таа треба да биде македонски конзул во Њујорк, односно во Њу Џерси. Какво меѓународно искуство има оваа личност? Што постигнала за афирмација на Македонија во Соединетите Американски држави? Какво познавање има од конзуларните должности, кои оваа позиција несомнено ги носи? Дали воопшто го зборува англискиот и македонскиот јазик? Според јавно достапните информации, за во Чикаго се избира за конзул и синот на провладиниот аналитичар Алберт Муслиу, Петрит Муслиу. Дали во овој случај меѓународна афирмација на ова лице е што неговиот татко аналитичар постојано фали владината меѓународна политика? Дали биографијата на конзулите се полни преку дебатни емисии за фалби на поразите на македонската дипломатија? Ако овие кандидати се најквалитетните што можеме да ги пратиме во најмоќната држава на светот, зошто тогаш нивниот избор се прави тајно, далеко од очите на јавноста, на затворени седници на владата? Зошто одговор избегнуваше и владиниот портпарол? Зошто се бега од одговори и одговорност? Почитувани, ова само ја надополнува бледата слика за македонската дипломатија. Македонија веќе 4 години е оставена без највисоки дипломатски представници во најважните престолнини во светот, членки на Советот на безбедност, соседи од клучно значење, главни европски центри и Вашингтон. Во овој случај се работи за дипломатски скандал пар екселанс. Со невидена леснотија се уриваат и онака кревките македонски дипломатски позиции. И иако постојано зборуваме за скандали во раководењето на државата, суштински е опасно кога овие скандали ги преминуваат границите на државата и не срамат во најважните центри на моќ во светот. Соединетите Американски држави се постојана членка на Советот за безбедност на Организацијата на Обединетите нации, но и стратешки партнер на Македонија веќе 2 децении. Загрижува оваа несериозност во назначувањето. Таа ја покажува дрскоста, неразбирањето на состојбите и комплетната негрижа за македонскиот меѓународен имидж. На овој начин, како држава служиме за подсмев во дипломатскиот свет. Ова е само потврда на доминацијата на ДУИ во владата ДУИ СДСМ. Затоа, повикуваме на прекин на сите овие постапки за меѓународно оцрнување на државата. Претседателот Пендаровски да не се иззема од процедурите кога тие политички не му одговараат. Го повикуваме истиот да побара прекин на овие тајни постапки и да побара транспарентен и законски избор на нашите меѓународни представници. Постапките мора да се водат принципиелно, а лицата кои ќе ја представуваат Македонија да имаат соодветни биографии, меѓународна афирмација, чест, достоинство и углед. Ви благодарам.